Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со проучување на глава 5 од посланието до Галатјаните. Сакам да ве потсетам дека во овој дел од посланието апостолот Павле пишува за светоста, односно за тоа како треба да живеат христијаните. Досега пишуваше дека спасението се добива по благодат и преку вера, а сега објаснува дека и светоста се постигнува преку благодат и со вера. Ке го прочитам стих 5. Ако имате Библија со себе, отворете ја кај посланието до Галатјаните 5.5. А ние се надеваме и очекуваме оправдание од верата преку Духот. Според мене, токму овој стих е еден од клучните во посланието до Галатјаните и многу добро ја доловува главната поента на апостолот Павле. Овие зборови се однесуваат на спасението на христијаните, кое се добива преку благодат и со вера. Оправдание и вера се едни од клучните зборови во ова послание. Тие два збора се и клучните зборови на протестантската реформација, започната од страна на Мартин Лутер. Моментот кога сватил дека простувањето на гревовите се добива преку вера и покаяние, бил моментот кога се побунил против лошите учења и практики на Римокатоличката црква во средниот век. Црковната историја сведочи дека во средниот век Римокатоличката црква учела дека простувањето на гревовите и спасението се добиваат преку одредени ритуали и обреди. Со други зборови, тоа значело дека луѓето можат да го заслужат спасението. Кога Мартин Лутер го прочитал посланието до Галатјаните, тој разбрал дека учењето на црквата е погрешно и дека Евангелието зборува за спасение по благодат, а не по заслуга. Од тој момент, па се до крајот на животот, Лутер се посветил на проучување и поучување на вистинското Евангелие. Но не само луѓето во време на Мартин Лутер, туку и ние денес имаме потреба да се вратиме назад на вистинското Евангелие. Пораката на апостолот Павле за сите кои сакаат да се помират со Бог и да растат во светоста е: тоа може да се постигне преку благодат и со вера. Тоа е главната порака на ова послание. Кога читаме некоја книга од Библијата, од исклучителна важност е да ја разбереме главната порака на таа конкретна книга. Тоа е единствениот начин на кој ќе можеме да го разбереме тоа што го читаме, бидејќи за христијаните токму Библијата е главниот авторитет во животот. Немам ништо против црковната традиција и раните црковни оци, но за мене главен авторитет не се тие луѓе, туку оние кои го напишеле Светото Писмо. Причината зашто Павле вели дека очекуваме оправдание по вера е за да им нагласи на галатјаните дека оправданието не се постигнува со добри дела. Оние кои мислат дека спасението се добива преку дела се луѓе кои не се доволно свесни за својата духовна состојба. Ке продолжиме со читање. Стих 6. Зашто во Христос Исус ниту обрезанието има сила, ниту необрезанието, туку верата која дејствува преку љубовта. Ова е суштината на христијанската вера. Дејството на верата преку љубовта. Знам дека на многумина од вас ќе ви звучи едноставно, но во овој стих апостолот Павле ни кажува во што се состои христијанството. Тоа е начинот на кој сме повикани да го живееме животот, со вера и љубов кон Бог, а тоа ќе резултира со љубов и служба кон луѓето околу нас. Како што ќе видиме подоцна, во оваа глава апостолот Павле пишува дека љубовта е дел од плодот на Светиот Дух. Стих 7. Вие трчавте добро. Кој ви попречи да не се покорувате на вистината? Со овие зборови апостолот Павле нежно ги прекорува галатјаните. Повторно ги подсетува на нивните почетоци кога го прифатија Евангелието. На некој начин тој им вели: добро ви одеше, се до моментот кога лажните учители дојдоа кај вас. Зошто поверувавте во нивните лаги? Мора да се пазиме од лагите на сатаната, бидејќи тој ќе стори се што може да не одвои од вистината на Евангелието. Тоа убедување не е од оној кој ве повика. Односно, тие зборови не доаѓаат од Христос, туку од некој друг извор. Стих 9. Малку квас го подквасува целото тесто. Мислам дека ви е јасно дека квасот во овој стих е символ за злото. Иако не секогаш, ама многу често во Библијата квасот се користи како слика за злото. Сетете се на оној дел од Новиот Завет
кога Господ Исус Христос им вели на апостолите да се пазат од квасот на фарисеите. Токму тоа е она кое Павле сака да го каже и во овие стихови. Квасот на фарисеите е легализмот, а легализмот бил главниот проблем и во црквите во Галатија. Легализмот е проблем и во некои од црквите денес, а неговата суштина е во тоа што ја одрекува доволноста на Исусовата смрт и воскресение. Легализмот е всушност учење кое вели дека луѓето мора да прават добри дела за да ја заслужат Божјата благонаклоност. Но тоа не е вистина, бидејќи Бог веќе ја покажа неговата благонаклоност кон нас со тоа што го даде неговиот син да умре за нас на крстот. Пред воопшто да бидеме родени, Бог ни покажа благонаклоност, а наше е само да ја прифатиме преку вера. Не сакам да ме сватите погрешно. Тоа не значи дека добрите дела не се важни, но проблемот со легализмот е тоа што ги става како причина и повод за спасението. Библијата често ја нагласува важноста на добрите дела и јасно не повикува да правиме добри дела, со цел да го прославиме Бог. Но добрите дела не се коренот, туку плодот на спасението. Односно, не ги правиме за да ја заслужиме Божјата благонаклоност, туку затоа што веќе сме ја прифатиле. Апостолот Павле ги предупредува галатјаните против квасот на легализмот. Тоа е квасот од кој треба да се пазиме и ние денес. Немојте да мислите дека легализмот е лажно учење кое постоело само во првиот век. Баш напротив, легализмот е жив денес исто како и во времето на Господ Исус Христос и неговите апостоли. Затоа, да бидеме внимателни да не западнеме во таа опасна замка, бидејќи таквото учење сигурно ќе не оддалечи од Бог. Стих 10. Јас сум уверен за вас во Господ, дека вие нема да мислите поинаку, а оној кој ве збунува, кој и да бил, ќе претрпи осуда. Павле е убеден дека галатјаните ќе се освестат и ќе ги отфрлат погрешните учења, а и ќе ги избркаат лажните учители од нивната средина. Тој вели: уверен сум дека ќе застанете цврсто на нозе, дека нема веќе да летате со главата во облаците и ќе се вратите назад на вистинското евангелие кое ви го проповедав и кое го прифативте на самиот почеток. Стих 11. А јас, браќа, ако обрезанието уште го проповедам, тога зашто ќе ме гонат? Тогаш би исчезнала соблазната од крстот. Павле проповедаше спасение преку благодат и со вера, а лажните учители проповедаа спасение преку заслуги и со добри дела. На луѓето повеќе им се допаѓа идејата дека можат да го заслужат спасението, отколку идејата дека им е дадено како подарок. Вистинското евангелие е еден вид навреда за луѓето, бидејќи им вели дека не само што се грешни, туку не можат да сторат ништо со што би ја заслужиле Божјата благонаклоност. Како и многу други проповедници, и јас се соочувам со искушението да проповедам евангелие кое им се допаѓа на слушателите. Но секојдневно одлучувам да се спротиставам на тоа искушение. Низ годините, многу пати сум разговарал со луѓе кои ми велеа дека тоа што го проповедам преку оваа програма е навредливо за нив. Пред некое време разговарав со еден доста крупен човек и додека заедно учествувавме во играње на еден спорт, тој ми рече: речи си секогаш кога те слушам, на момент посакувам да сум веднаш до тебе и да ти удрам еден бокс. Му реков: навистина? Зошто? Тој одговори: зашто постојано велиш дека сум грешен човек, а јас сум навистина религиозен. Речи си секој ден од неделата сум во црква. Му реков: тогаш зошто не ја исклучиш програмата? Ми одговори: зашто ме интересира што имаш да кажеш и дали ќе кажеш уште нешто полудо. Искрено, се надевам дека човекот ќе продолжи да ги слуша моите поуки, дека Божиот Свети Дух ќе му помогне да свати дека е грешник и дека Господ Исус Христос го сака и може да го спаси. Се надевам дека истото ќе се случи и со сите вас кои ја слушате оваа програма, но се уште не сте поверувале во пораката на Евангелието. Мојата надеж е дека ќе сватите кој е Господ Исус Христос, ќе поверувате во Него и ќе почнете да живеете за Него. Се што Бог бара од вас е да верувате. Не можете да го заслужите спасението, без разлика колку се трудите. Апостолот Павле многу јасно им го кажа тоа на галатјаните и веќе неколку пати им нагласува дека крстот е доволен за нивно спасение. Сите дела на законот, вклучувајќи го и обрезанието, не можат да го спасат грешникот и да му дадат вечен живот. Евангелието ни кажува дека ние луѓето сме како просјаци, кои немаат што да дадат, туку зависат од Божјото милосрдие покажано на Голгота.
Вие сте како просјак. И јас сум како просјак. Пред Бог не можеме да дојдеме со пофалби, туку само со понизност. Пред Него не можеме да речеме, видиме колку сум добар. Туку, грешен сум и имам потреба да ми простиш и да ме обновиш. Ако дојдете со таков став пред Него, можете да бидете сигурни дека ќе ве спаси и ќе ви даде нов живот. На апостолот Павле му беше криво што лажните учители го извртуваа вистинското евангелие и проповеда лажна наука. Многу добро се сеќавам кога еден од професорите на факултет за време на предавање ни рече: немојте да го менувате евангелието, дури и тогаш кога луѓето се чувствуваат навредени од неговата порака. Ако го промените евангелието, луѓето нема да знаат како да се помират со Бог. Поентата не е да се обидуваме што повеќе да ги навредиме оние кои го слушаат евангелието, туку дека евангелието само по себе носи порака која не им се допаѓа на луѓето, а сепак Бог не повикува да останеме доследни и да го проповедаме такво какво што е. Тука мора да направиме јасно разграничување помеѓу пораката на евангелието и нашето однесување. Некогаш, за жал, луѓето ја прифаќаат пораката на евангелието, но нашето однесување е навредливо за нив и поради тоа ја напуштаат црквата. Пред некое време имав таков случај во локалната заедница во која служев. Еден од служителите се однесуваше многу непристојно кон едно семејство од црквата и тие ја напуштија заедницата. Морав да го соочам и да му кажам дека нема да дозволам да продолжи да се однесува така. Ако луѓето сакаат да си одат зашто евангелието не им се допаѓа, тоа може да го сторат кога сакаат. Но ако си одат зашто некој не се однесувал христијански кон нив, тој проблем ќе мора да се реши. Стих 12. О, да беа одсечени оние што ве бунеа. Тоа се однесува на лажните учители. Стих 13. Вие, браќа, повикани сте кон слобода, но слободата ваша да не ви служи како повод за угодување на телото, туку со љубов служете си еден на друг. Овој стих е многу важен и сакам да кажам неколку важни нешта поврзани со него. Постојат 3 начини на кои христијанинот може да се обиде да живее, а 2 од нив не се во согласност со Божјата волја. Првиот начин е легализмот, и за него веќе доволно зборува во последните неколку епизоди. Вториот е во слобода, која води во грев. Апостолот Павле ја обработува оваа тема во посланието до римјаните, каде вели дека спасението по благодат не треба да биде изговор за живот во грев. Не можете да живеете во грев и да тврдите дека сте искрен христијанин. Секој човек паѓа во грев, но вистинските христијани излегуваат од гревот, а не живеат во него. Изгубениот син живееше со свињите, но откако се покаја, тој се врати кај таткото и никогаш повеќе не се врати на стариот живот. Така што, христијанскиот живот не може да се живее на легалистички начин или во грев. Во останатиот дел од оваа глава, Павле објаснува како треба да се живее во слободата која ни ја дава Христос. Легализмот не го вклучува само пазењето на 10 заповеди, туку на сите закони и принципи дадени преку Мојсей, а ги има повеќе од 600. Никој не може да ги пази сите закони постојано. Кога тогаш секој ќе сгреши против законот, а со тоа станува престапник против целиот закон. Затоа, немојте да се обидувате да ја заслужите Божјата благонаклоност и љубов со добри дела, бидејќи никогаш нема да успеете. Забележете што вели апостол Павле. Некој може да го пази законот во многуте аспекти, а сепак да живее спротивно на Божјата волја. Може би ќе се прашате како е тоа можно, но ако почитувањето на законот е проследено со гордост и самоправедност, тоа нема да му е угодно на Бог. Галатјаните требаше да го знаат тоа, а потребно ни е и нам да го имаме на ум. Ова не се однесува само на почитувањето на законот, туку и на било кое добро дело. Можете да служите во црква и пак да не го правите тоа на начин кој му е угоден на Бог. Можете да им помагате на другите и да раздавате голем дел од своите материјални добра, а пак да не го правите тоа на начин кој му е угоден на Бог. Без разлика колку и да се добри делата кои ги правиме, ако суштината на тоа што го правиме не е љубовта кон Бог и кон луѓето, се ни е напразно. Слушнете што пишува во следниот стих, каде апостолот Павле го објаснува целиот закон со едноставни зборови. Зашто целиот закон се извршува во еден збор, односно, сакај го ближниот како самиот себе. Целта со законот не беше само слепо да се следат
некои правила и принципи, туку преку истите израелците да ја покажат својата љубов кон Бог, едни кон други, а и кон останатите народи. На крајот од оваа глава апостолот Павле објаснува како можеме да доживееме и покажеме таа љубов. А главниот збор во стихот кој предмалку го прочитавме е зборот љубов. Љубовта е главната тема во целата Библија, бидејќи се што читаме во неа е израз на Божјата љубов и грижа кон луѓето. Следниот стих е еден од поинтересните во оваа глава. Од секогаш сум сакал да проповедам на овој стих и се надевам дека еден ден ќе имам прилика да го сторам тоа. Слушнете што пишува во 5:15. А ако пак меѓу себе се гризете и јадете, пазете да не се истребите еден со друг. За жал, овие зборови се добар опис на тоа што се случува во некои цркви денес. Црквите треба да биде заедници каде што луѓето се изградуваат и растат во верата. Но наместо тоа некои од нив се заедници каде што луѓето се гризат, јадат и истребуваат. Реалноста е дека има голем број луѓе кои не сакаат да имаат ништо со Бог, бидејќи имаат лошо искуство со некоја локална црква. Не го оправдувам нивниот став, но само сакам да нагласам дека гризењето и јадењето помеѓу христијаните е реална појава со многу штетни последици, како за црквата, така и за светот кој гледа. Не велам дека сите цркви се такви. Далеку од тоа, но мора да внимаваме на овие нешта, за и ние да не станеме слични на галатјаните. Јас лично познавам луѓе кои не сакаат да бидат дел од било која црковна заедница, бидејќи во минатото имале многу лошо искуство со христијаните. Кога во една локална црква христијаните не покажуваат љубов едни кон други, тоа секогаш ќе резултира со лоша духовна атмосфера, која ќе ги одбие луѓето што подалеку од црквата. Во следниот стих, Павле пишува за разликата помеѓу животот по дух и животот воден од телесните страсти. Слушнете што пишува во стих 16. Ви велам, живејте по духот и нема да им угодувате на телесните страсти. Сакам да спомнам две нешта поврзани со овој стих. Прво е идејата да се живее по духот. Грчкиот збор преведен како живее е перипатео и се однесува на чекорење. Идејата е дека христијаните се повикани да чекорат по стапките на Светиот Дух, односно да одат таму каде што Духот ги води, да го зборуваат и прават тоа што Духот им го кажува. Апостолот Павле прави јасна разлика помеѓу живот во Духот и живот во телото. Зборот тело не се однесува на коски, месо и крв, туку на телесните страсти. Само по себе телото не е лошо, но телесните страсти кои се наоѓаат во нашите срца се грешни пред Бог и во ниту еден случај не треба да ни бидат водилка во животот. За жал, особено во минатото, некои христијани на погрешен начин го толкува изразот телесни страсти и велеа дека одењето на опера, шминкањето, одењето на спортски надпревари и слични настани представува живење живот според телесните страсти. Но тоа нема никаква поврзаност со вистинското значење на изразот телесни страсти, кое се однесува на склоноста да се прави грев и да се живее во грев. Следниот пат ќе размислуваме што значи да се живее во духот. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.